Со 11-тото коло од Бизнис лигата на Македонија започна и пролетниот дел во кој беа одиграни 9 надпревари. Колото го отворија екипите на Евролинк и Лукойл. Првиот дел и двете екипи го одиграа доста предпазливо, но сепак во финишот и двете екипи постигнаа по еден погодок. Второто полувреме подобро го започна Лукойл кои дојдоа во водство, но нивната радост не траеше долго бидејќи Евролинк успеа да го издрмни резултатот. До крајот на надпреварот и двете екипи играа изравнет меч, а во кој Лукойл беше за нијанса подобар и го доби надпреварот со 5-4. Стрелци на погодоците за Евролинк беа Ивица Стевковски, Раде Пакев, Филипе Блажевски, додека за Лукойл стрелци на головите беа Дејан Зиков, Љупчо Апостоловски и Мартин Алагјозовски. Во вториот надпревар Рамстор беше супериорен во дуелот против Фабрика Карпаш. Екипите на Рамстор и Фабрика Карпаш во надпреварот влегоа со голема желба и амбиција како би оствариле триумф. Екипата на Рамстор во ваквата игра се снајде далеку подобро и на пауза замина со 5 голови предност. Во вториот дел екипата на Рамстор продолжи со добрата игра, додека пак екипата на Фабрика Карпаш која беше ослабена не можеше да пронајде против игра, па на крајот го загуби овој дуел со убедливи 11-1. Стрелци на погодоците за Рамстор беа Ведат Арслан, Ибрахим Бекир, Аријан Цами, Зеков Ковачи и Енис Мурселов, додека единствениот погодок за Фабрика Карпаш беше дело на Игор Николовски. Во првото полувреме екипите на ПКБ-ско и Евана играа нешто позатворен фудбал, во кој акцент се ставаше на одбраната. Сепак и покрај таква игра во 7-та минута Ново Брдарија ја донесе во водство екипата на Евана за по 10 минути потоа ПКБ-ско со голот на Рунтав да го изравни резултатот на 1-1. Во второто полувреме и двете екипи продолжија во ист ритам и се до последната минута има изравнет резултат. Во финишот на мечот екипата на Евана се обиде со голман играч да дојде до победа, но по неколку грешки во одбраната, ПКБ-ско успеа со два брзи погодоци да стигне до победа од 4-2. Стрелци на головите за ПКБ-ско беа Дарко Рунтав, Јовица Левајковски, Вобан Вујич и Маријан Вујич, додека за Евана голови постигнаа Ајет Ново Брдарија и Бојан Симоновски. Екипата на ЈСП беше убедлива во дуелот против Саба осигурување. Во првото полувреме екипата на ЈСП во дуелот влезе мощно мотивирано и уште на самиот старт наметна висок ритам на игра што му овозможи на полувреме да замине со убедлива предност од 4-1. Во вториот дел екипата на Сава осигурување се обиде да се врати во дуелот, намалувајќи го водството на 4-2. Но ЈСП ги консолидираше своите редови и не дозволи целосен пресврт, па на крајот го доби овој дуел со 7-3. Стрелци на погодоците за ЈСП беа Дејан Блажевски, Маријан Сербиновски, Љупчо Павлович и Далибор Миленковски, додека погодоците за Сава осигурување беа дело на Данило Апостоловски и Мирча Маринковиќ. Па добро, секоја победа е нормално успех за нас како екипа и сега почнува вториот дел на сезоната во Бизнис лига. Ќе се потрудиме да направиме што повеќе победи и да се пласираме во Final 8, значи меѓу првите 8 екипи за да играме разигрување. Дали имате некои промени за разлика од есенскиот дел? Немаме ништо промени, преку зимата игравме малку послабо заради ладното време во салите и во балоните. Меѓутоа ќе темпираме формата полека за да имаме игра, за да има резултати. Лично сметам дека клупата беше, кратката клупа на Сава осигурување беше главниот проблем, пошто немавме доволно играчки ресурси да бидеме реален конкурент за подобар пласман. Дали имате некои промени за разлика од есенскиот дел? Не, интересно е што имаме промени во негативна смисла. Ни фалат неколку играчи, подобри играчи, не се веќе дел од Сава осигурување. Во едном не се вработиме повеќе на нашата кампања и поради тоа сме со скратена клупа и со реални проблеми кои што ги очекуваме во текот на течението на сезоната. Се надевам дека би можеле некако да најдеме начин да го санираме тој проблем. Со оглед дека ние имаме доста повредени играчи, искачаме само со 6 луѓе, 7. Ама очекуваме дека ќе победиме. Не сме толку лоши со оглед, ама не сме да се подценува екипа во никој случај, али да се надеваме на позитивен резултат. Па се надевам дека во овој пролетен дел дека ќе направиме поголем успех. Ќе се опоравиме вајда, дека прва година ние па малце не бевме консолидирани. Се надевам дека ќе се среда да работи. Дали имате некои промени во играчкиот кадар? Па за сега немаме, ама се надевам дека наредните мечеви ќе имаме некој плюс играч.
Адмирал со пресврт во второто полувреме успеа да дојде до триумф против Раде Кончар. Екипите на Адмирал и Раде Кончар уште на самиот старт влегоа доста мотивирано со желба за победа во овој дуел. И на двете страни се играше доста предпазливо, поради што тешко се доаѓаше до отворена шанса за погодок. Пред самиот крај на полувремето екипата на Раде Кончар преку Трпчевски успеа да постигне гол со кој се замина на пауза. Сепак во вториот дел екипата на Адмирал заигра доста поангажирано и со 3 погодоци во мрежата на Раде Кончар успеа да стигне до триумфот 3-1. Стрелци на погодоците за Адмирал беа Ненад Лазаревски, Спасен Новковски и Јован Калчевски, а голот за Раде Кончар беше дело на Сашо Трпчевски. Го совладавте Раде Кончар со 3:1, но далеку потешко од очекувањата. Како сте задоволни од прикажаната игра? Дали мислите дека можевте подобро да одиграте? Многу тешко. Земавме несериозно, че влеговме слабаво, така што ова не е слаба екипа. Мислам дека не заслужува да биде последно место. Следниот пат се надеваме да се мобилизираме подобро. Од тие што ни се повредени играчи се надеваме на подобра игра и подобар резултат. Не сме доволно играни, сакаш, не тренираме, не вежбаме. И тоа е, сакаш, од работа овде. Ете, имавме резултат со 0-1, ама пак губиме концентрација и тоа е. Дали можеби имате во план да се засилите? Па имаме во план да, само не се знае дали оваа сезона, дали другата. Тоа е, сега ќе видиме, даваме све од себе максимум. Имаме една промена и сега очекуваме да резултатите да дојдат, што имавме некои добри игри, резултатите изостанаа, меѓутоа сега се надеваме дека ќе бидат резултатите подобри и ќе се одвестуваат на играта наша подобра. Во првата сезона бевме прво место, значи се надеваме дека и оваа полусезона ќе задржиме првото место и ќе се бориме за таа титула, првак на Бизнес лига на Македонија. Што очекувате од овој надпревар против екипата на Окта? Што мислите имате, дали имате сознание за нивната игра, што мислите за овој надпревар? Па вака, Окта е солидна екипа, меѓутоа не идеме на победа. Во брз и отворен фудбал Трансмет успеа да ја надигра Окта. Екипата на Окта одлично го отвори надпреварот против Трансмет, во кој влезе со подефанзивна тактика, која Трансмет не можеше да ја пробие. Сето тоа им донесе резултат, откако во 12-та минута преку контранапад дојдоа до водство. По примениот погодок Трансмет го внесе Скендеровиќ како голман играч, што се покажа како вистинско решение и со 2 брзи погодоци на полувреме замина со предност. Во вториот дел и двете екипи заиграа поофанзивен фудбал во кој Трансмет се снајде подобро и со 7-4 го доби надпреварот. Стрелци на погодоците за Трансмет беа Амер Скендеровиќ, Бобан Велјановски, Душан Николовски и Един Скендеровиќ, додека погодоците за Окта ги постигнаа Александар Јовчевски и Шеќо Личина. НЛБ Банка по пресврта дојде до триумф над One VIP. Екипата на One VIP во првото полувреме прикажа одлична игра која ја валоризираше со 2 постигнати погодоци кои беа единствени во првиот дел. Второто полувреме екипата на НЛБ Банка успеа уште од самиот старт да наметне свое темпо и со погодоците на Денковски и Јовановски успеа да ја врати неизвестноста во дуелот. Во продолжение на надпреварот НЛБ дојде до целосен пресврт и со 3-2 успеа да го добие овој меч. Стрелци на погодоците за One VIP беа Мартин Ангеловски и Антонио Апостоловски, додека за НЛБ Банка стрелци беа Милош Денковски и Мирослав Јовановски. Во крајно возбудлив надпревар Елем и Аџи Бадам Систина ги поделија бодовите. Аџи Бадам Систина уште во раната фаза од надпреварот по неполна минута преку Иванов успеа да стекне предност од 1-0. Во продолжението од првиот дел екипата на Елем со голман играч се обидуваше да го израмни резултатот, стекнувајќи играч плюс во делот на нападот. Сепак, Аџи Бадам Систина успеваше да се одбрани се до самиот финиш, кога Елем преку Ничевски успеа да го израмни резултатот на 1-1 со кој се отиде и на полувреме. Во вториот дел Елем продолжи со тактика на голман играч која вроди со плот и најпрво во 21-та минута преку Ковачевиќ, а потоа и во 28-та преку Милевски успеа да стигне предност од 3:1. И покрај негативата, екипата на Аџи Бадам Систина имаше своја вечер и со максимално ангажирана и борбена игра успеа да се врати во надпреварот и да го израмни резултатот на 4-4. Стрелци на головите за Елем беа Антонио Ничевски, Синиша Ковачевиќ, Диме Милевски и Ристо Стефановски, додека за Аџи Бадам Систина погодоците ги постигнаа Ѓорги Иванов, Бојан Саздовски, Игор Ѓоргиевски и Кристијан Димковски. Гранит во самиот финиш успеа да го скрши отпорот на Факом во последниот надпревар од 11-тото коло. Екипата на Факом во првото полувреме, која беше сочинато со многу голови, беше подобра екипа и успеа да стигне предност од 4-3.
Во второто полувреме се играше егал надпревар се до финишот на надпреварот, кога при груп старт Факом остана со играч помалку, пошто Гранит знаеше да искористи оваа предност и успеа да го добие овој надпревар со 8-5. Стрелци на головите за Факом беа Шенол Аџировски, Бојан Јовановски и Боромир Сердовски, додека за Гранит головите ги постигнаа Стеван Митровски, Дарко Стојановски, Семир Прентич и Пепи Мицев. Во ова коло се истакнаа следните поединци. Ибрахим Бекер од екипата на Рамстор постигна 4 погодоци, а исто толку голови постигна и Стеван Митревски од тимот на Гранит. Боман Велјановски од Транспет постигна хетрик, а исто така хетрик имаше и Ведат Арслан од Рамстор. 2 гола за ЈСБ постигна Дејан Блажевски. Голман на колото е Бојан Саздовски од Аџи Бадем Систина, тренер на колото Јовица Илиевски од ЈСП, а додека екипа на колото е ПКБСКО. All-round играчи кои погодуваа во клучни моменти, а асистираа и до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за подигнување на моралот во екипата во ова коло, беа Милош Денковски од НЛБ банка, Александар Јовчевски од Окта и Љупчо Апостоловски од Лукойл.